Добре дојдовте назад во Шибеник. Ова е Корса, првата генерација од 1982 година. Од тогаш до денеска направени се повеќе од 13,7 милиони примероци. А тука ја имаме и новата Корса која ќе ја возиме токму сега. Треба да го отклучим автомобилот и погледнете каков привезок за клучеви. Сигурно дека ниту еден маж не би сакал да има ваков привезок. Но, што е тоа? Отворањето на гепекот отвара простор од 309 литри. Во овој простор можете да сместите многу работи. Тој е зголемен за 15% во однос на претходната генерација. Денеска ќе ја возиме изведбата со 1,5 литрен турбодизел мотор, бидејќи токму овие мотори се и најинтересни за нашиот пазар. Па повелете во автомобилот со мене да видиме што ни пружа новата Корса. Шестата генерација на Корса ја дели основата со Peugeot 208. Вие бевте пред неколку емисии запознаени со нашите импресии од 208, а денеска ќе ги пренесеме импресиите за Корса. Во основа исти автомобили, но толку многу различни. Пред се дизајнерски. Корса има свој идентичен дизајнерски јазик кој е имплементиран и во шестата генерација. Да, Корсата сега станува по-спортска и по-атрактивна и наменета е пред се за хипстерите. Тоа се гледа и од внатрешното уредување на Корса, бидејќи не е направена скулптурално како што е 208-ката, но јасно дава до знаење дека внатрешноста има одлична ергономија и богата опременост со конективни и безбедносни технологии. Што се однесува до моторите, приказната се повторува со 208-ката. Испод каубата има 3 бензински трицилиндерски мотори, кои имаат една зафатнина од 1,2 литри, но имаат 3 сили. Атмосферскиот мотор испорачува 75, додека турбашите се способни да развијат 100 и 130 коњски сили. Тоа е за оние подинамичните возачи и за нив ќе има исто верзија GS Line, за да се подсетиме на условно речено легендарната GSI линија на Opel. Но, ние се наоѓаме зад управувачот на 1,5 литрениот CDTI мотор, кој работи сосема добро. Овие мотори се многу популарни на нашиот пазар, па затоа сакав поголемо внимание да му посветиме него. Од работна зафатнена од 1,5 литри, тој испорачува 103 коњски сили, кои се сосема доволни за едно лежерно патување и лежерно возење. Дизел моторот е впарен со мануелен 6-степен менувач, додека за љубителите на автоматиката обезбеден е 8-степениот менувач, но тој иде со посилните бензински верзии. Opel Corsa на македонскиот пазар би требало да пристигне во првото тримесечие на следната година. Може би некои примероци ќе стигнат и порано, но во поголем број за купувачите ќе биде тоа достапно од следната година.
Внатрешноста на Корса има сосема поинаков пристап во однос на првиот брат Peugeot 208. Ја нема iCockpit таблата, но таа е дигитална и има можност за менување. Но видете го централниот гребен. На него е јасно дека има во автомобилот вградена висока технологија од конективни и безбедносни аспекти. Возењето и престојот во кабината е сосема добар, дури и предобар за вака мал автомобил. Се чувствува дека Корсата го има изгубено оној германски начин на конструирање на возило. Не е веќе толку тврда. Се чувствува дека е помека, но тоа е во рамките на амортизацијата и управувачот. Но морам да нагласам дека, иако е по-мека, Корса се уште ги има гените на Opel и Корса се уште може да се вози динамично, а без никакви поголеми проблеми околу држењето на смерот и при поголеми брзини. За жал цената не ја знаеме, но предпоставуваме дека Opel Corsa би чинела во својата најслаба изведба некаде околу 16.000 евра. Тоа е можеби голема сума на пари, но така е секогаш кога се промовира нов производ. Несомнено е дека Корса ќе има многу поклоници помеѓу купувачите. Главните нејзини атрибути, прецизна изработка, квалитетно подпирање и прецизно управување, како и економичноста, се големи атрибути во однос на модерните купувачи. И да не заборавиме еколошката свест на компанијата. Тие успеа да постигнат потрошувачка, односно емисија на CO2 од само 92 грама спрема новиот европски циклус на возење, а според WLTP тој податок е нешто повисок и изнесува 102 грама на километар. Како и да е, ова се добри показатели, а уште посилни показатели ќе се појават кога во март ќе се појави и електричната Корса, која ќе биде со радиус на движење поголем од 350 километри и се разбира дека ќе има нула емисија на издувни гасови. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Средечен поздрав од Далмација и се гледаме за 7 дена. Пријатно!